ВМРО ДПМН очекува 1 до 2 нови пратеници со прегласувањето на неколку избирачки места во државата, изјави Стефан Андоновски за ТВ21 во емисијата Клик Плюс. Според него, имало нерегуларности кои Државната изборна комисија ги констатирала. Точно е дека имаше нерегуларности во други избирачки места, но можностите беа такви на политичките партии да своите приговори ги дадат во овие избирачки места кои што ги имаме забележани беа нерегуларностите и Државната изборна комисија правилно направи што одлучи да се прегласува, односно реши да го поништи гласањето во овие избирачки места. Што конкретно за ВМРО би донело прегласувањето? Нашиот став е дека ВМРО ДПМН може да добие дополнителен број пратеници од прегласувањето во овие избирачки места, секако доколку граѓаните сметаат дека треба да дадат поддршката во овие избирачки места. Што вели анализата? Нашите анализи покажуваат дека можеме да добиеме до 2 нови пратеника. На овој начин ВМРО ДПМН би можел да се стекне со 59 или 60 пратеници. Затоа што зборите, односно гласачите во овие избирачки места ја прават разликата за количникот за пратеници, сметаме дека можеме и целеле да одиме до тоа да има ВМРО ДПМН уште 2 мандати дополнително.